Поради изголемена опасност од појава на пожари, владата вчера донесе низа заклучоци, соопшти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски, кој заедно со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу и директорот на Центарот за управување со кризи Тони Јакимовски е член на координативното тело за заштита на шумите. Владата на Република Македонија го задолжи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да воведе целосна забрана за движење на сите лица во шумите во шумскиот појас во термин од 17 часот попладне до 7 часот изутрина. Движењето во шумите да биде дозволено исклучиво за вработените во предпријатијата кои што вршат сеча на шумите, само со посебни легитимации во период од 7 до 17 часот. Целосната забрана за движење на лицата ќе важи во наредните 10 дена. Припадниците на МВР, шумската полиција и граничната полиција се задолжуваат да вршат 24-часовно контролирање и легитимирање во шумските предели. Истовремено се задолжуваат вработените во државните институции да се јават на бесплатниот број 195 доколку забележат пожар. Исто така ќе се врши надлетување над шумските површини за да се открие дали некаде има пожар. Од 1 јули до 22 август годинава се регистрирани 219 големи пожари, што во споредба со лани, како што нагласи министерот Димовски, е скромна цифра. Опожарени се 7000 хектари, од кои 2400 во битолско. Од вкупно опожарените 6600 хектари се нискостаблеста шума и високи треви, а 400 хектари се висока борова шума и молика. Штетите се проценуваат пошто ќе бидат јавно соопштени.